Штипјанецот Тодор Арсовски, бас-оперски пеач, единствениот македонец кој ќе ја представи Македонија на еден од најпрестижните музички фестивали во светот, Фемус, кој ќе се одржи во Бразил. Досегашниот успех и богата оперска кариера на Арсовски е години на работа и труд кои започнале во Штип. Тоа започна многу давно, што мали години, морам да кажам дека потекнувам од музичка фамилија, аматерска музичка фамилија. И на мои 6 години почнав да свирам првенствено на хармоника, потоа се запишав во Нијорско музичко училиште, во Штип, Сергеј Михајлов, на клавир кај професор Санка Спасикова Лазова. Потоа во 2008 година се одлучив на соло пење кај професорката Виолета Вучкова Арсовска, кој сум и до ден денеска благодарен, да не беше она, јас не би бил тоа што сум сега. Што означува одсекот соло пење? Одсекот соло пење означува народски кажано оперски пеач. Мојот фах е бас, јас го пеам басовскиот репертоар и со професорката го откривме мојот талент и се фокусиравме точно на басовскиот репертоар, кој до ден денеска сум и благодарен за се што е сторило за мене. Низ годините Тодор ја збогати својата кариера со награди и настапи низ Македонија, Италија, Бугарија. Значи имам учествувано во Бугарија на руската романса, која го имам освоено првото место, на два пати во Македонија имам учествувано на државниот напредок, кој ги имам освоено специјалните награди, имам учествувано и во Србија, во Црна Гора, на натпревари прва награда, втора награда, имам одено за Италија во Болоња на Болоња International Opera Академија. Исто така таму имам учествувано на концерти во Театро Комунари ди Болоња. Дали е тешко да се одржува темпото и гласот? Тоа што се сака, ништо не е тешко, но за одржување на гласот и одржување на темпото мора секојдневна работа, мора секојдневно народски кажемо да се тренира и мора секој ден да се прават тие вокални технички вежби кои го одржуваат гласот како што треба. Кои оперски уметници најмногу влијаеле врз музичкиот пат на Арсовски? Јас имам многу идоли кои на жалост не се меѓу нас. Тоа се Николај Ѓуров, Николај Ѓузелев, Борис Христов, тоа се басови од кои тие сега што се живи, Илдар Абдразаков, Марко Споти и така натаму. Прославувајќи го своето 21 годишно постоење во 2026 година, меѓународниот музички фестивал Фемус ќе собере 350 студенти од речиси сите бразилски сојузни држави и од 27 земји од светот, меѓу кои и Македонија. За моја чест и големо задоволство и гордост ќе бидам првиот македонец кој после 21 година кој се одржува тој фестивал во Бразил. Тоа е Фемус, кој започнува да се организира во 2004 година и до ден денеска се уште нема македонец настапувано. Ете, јас ќе бидам првиот македонец и првиот штипјанец кој ќе настапува на тој фестивал. Од 1656 апликанти од целиот свет, Арсовски влегува во избраните 300 учесници кои ќе настапат на двонеделниот меѓународен музички фестивал. Исто така сакам да потенцирам дека директорот на тој фестивал, Алекс Клейн, јавно изјави на бразилска телевизија дека за прв пат во историјата на тој фестивал ќе учествува македонец од Македонија и дека му е голема чест и задоволството што ќе ме гледа на тие настапи, на тие представи, на тие концерти таму од тие 2 недели кои фестивалот ќе се одвива.